Вторник, 12 ноември, кратки вести во 12 часот. Охриѓани повторно со бројни хуманитарни иницијативи и акции за помош на 3-годишната Теодора Петреска. На само една година го изгубила слухот и сега се потребни 27.000 евра за да може да се направи операција со кохеларен имплант во приватна болница. Родителите на 3-годишната Теодора апелираат до сите хумани лица да им помогнат да ги соберат потребните средства за операцијата на нивната керка. Сите кои се во можност, средства може да донираат на жиросметката отворена во Стопанска банка на име Зоран Петрески. Во септември годинава Република Македонија ја посетиле 101.664 странски туристи, според податоците на Државниот завод за статистика. Во однос на структурата и овој пат најмногу бројни биле турците 34.844, следуваат гостите од Србија 8.155, па од Германија, Полска и Холандија. Во периодот јануари-септември оваа година во однос на истиот период од предходната се бележи раст во бројот на туристите и остварените ноќевања. Продолжуваат успесите на охридските боксери од боксерскиот клуб Алекс Огненовски. На петтото коло од првата и младинска лига, Христијан Стојановски во јуниорска категорија го совлада противникот со прекин во првата рунда, додека Михаил Аврамовски и Петар Трајчевски има воведни борби. Охридските боксери се поуспешни и редовно од надпреварите се враќаат со одличија и забележителни резултати. Наум Стојановски, Ениса Лиу и Димитар Ѓорески, како дел од македонската репрезентација, ги продолжуваат подготовките на Златибор во пресред на Балканското првенство, што од 18 ноември ќе се одржува во Лозница, Србија. Времето денес променливо облачно и постудено со услови за дожд попладне, дува слаб до умерен северен ветер, максималната температура во Охрид до 10 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.